Топлотниот бран предизвика зголемување на потрошувачката на вода во речисите општини во регионот. Општина Виница се соочува со намалена вода во Градечка река, така што и системот за водоснабдување во Виница е во критична состојба. Високите температури придонесоа да се зголеми потрошувачката на вода како во другите градови, така и во градот Виница и пошироко во општината. А исто така допринесоа температурите да се намали дотокот на вода во Градечка река, од каде што се снабдува со вода за пиење градскиот водовод во Виница и 2-3 населени места кои што се најблиску до градот. За сега немаме потреба од рестрикција, меѓутоа доколку продолжи времето така во наредните 3 до 4 денови, тогаш верувам дека ќе се соочиме со проблем со недостаток на вода за пиење. Исто така ни е најавено и за во петок претпладне ќе има некоја интервенција на електричната мрежа, на која што мрежа е поврзани нашите бунари, така да очекуваме во петокот исто да се намали дотокот на вода во системот на градскиот водовод. Евентуално ако се случи да заврне дожд, тогаш ќе се спаси ситуацијата и ќе се нормализира водоснабдувањето, меѓутоа веќе сме во критична фаза и очекуваме секој момент или секој поручек, да кажеме така, по секој попладне да ни се намалат количините на вода и да веќе да почнат на високите делови од градот да однемуваат вода. Просечната потрошувачка на вода во општина Виница е над 50 литри во секунда, но денеувиве потрошувачката достигнува и до 90 литри во секунда потрошена вода. Потрошувачката е просечно околу 54 литри, добиваме 42 литри од реката и 12 литри од бунарот. Меѓутоа, тоа е моменталната потрошувачка. Во попладневните часови кога луѓето се враќаат од работа, од земјоделие, тогаш нагло ни се зголемува потрошувачката, максимум достигнува дури до 90 литри во секунда. И поради тоа прво притисокот ќе ослабне во целокупната мрежа, а и може да се случи некои, како што кажав, на високите делови воопшто да имаат прекин во водоснабдувањето за пола сат или сат, зависи од потрошувачката. Што се однесува за Штип, Штипската филтер станица е во добра кондиција, иако и таму е зголемена потрошувачката на вода. Апелираат граѓаните внимателно да ја трошат водата за пиење и непотребно да не ги разлудуваат дворовите и наводнуваат.